Покрај многобројните активности кои што го одбележаа патрониот празник на гимназијата Кочо Рацин од Велес, исто така се одржа и изведбата на театралската представа Дома. Денеска со мене во студио се дел од учесниците кои што глумеа во оваа представа. На моје големо задоволство се Филип, Стефан и Кире. Добро утро и добро дојдовте во нашата утринска емисија. Добро најдов. Како се чувствувате? Супер. Пријатно. Одлично. За почеток сакам да го прашам Филипа како според вас помина премиерата на представата Дома. Премиерата помина супер во најдобар ред. Тоа што си го замисливме и го исполнивме. Сепак секоја представа може и подобро да се изведе, секоја представа е различна. Но кој за премиера беше супер. Имаше супер публика. Си го направивме нашето. Вие си го одигравте своето. Да. Така, ја оставивме публиката да ужива во сето тоа што го подготвивте. Да. Стефан, колку време вие подготвувавте представата? Со оглед на тоа што премиерата помина сосем одлично во најдобар ред, а имавме релативно кратко време. Започнавме 19 октомври со првите проби, читачки проби. Потоа ја поставивме представата, имавме премиера на 19 ноември. Тоа беше само еден месец, кој е за представа, за таков вид представа е релативно кратко време и сум сосема горд на целата екипа што успеавме тоа да го направиме за само еден месец. Мене ме интересира како вие се подготвувате за представата, како го учите текстот и сите оние работи кои што се потребни тогаш да ги изведувате на сцената. За текстот, искрено, лично, никогаш не сум седнал дома да го учам. Напротив, за оваа представа, после третата проба, сестра ми го зема текстот. И морав да го учам на пробите, како што и секогаш го учам. Додека пробувам со колегите, текстот влегува во глава сам. И тоа е тоа. Секогаш се придржуваш онака како што е напишан или нешто ни од тебе си измислуваш да речеме? Доколку режисерот дозволи, имам право да импровизирам, меѓутоа ако треба да се држам строго на текстот, тоа сепак не смеам да. Така. Кире, како се одвиваа пробите и дали беше напорно за време на овие проби? Па, пробите беа доста напорни затоа што самиот текст е тежок за изведба. Не е некоја лесна тема што може многу лесно да се одигра. Затоа беа многу напорни пробите, многу беше тешко да се доловат ситуациите и карактерите на ликовите. Но сепак од друга страна беше лесно затоа што сите се стремевме кон тоа да направиме што е можно подобра представа и се надевам дека успеавме во тоа. Името на представата е Дома. Дали Дома го асоцира местото Дома, каде што ни е најтопло, најбезбедно? Што всушност асоцира Дома? Всушност, токму тоа е и символиката на насловот. Дома тоа е, како што и самите кажавте, просторот каде што се чувствуваме најпријатно, најбезбедно. Поточно тоа е потребата која што имаат ликовите да имаат свој сопствен топол дом, каде што ќе се чувствуваат безбедно, а додека ликовите немаат свој постојан дом, тие живеат во сиромаштија, во беда и токму тоа го символизира насловот. Ке може ли да ми кажеш која е содржината на драмата и како се одвива дејството? Па вака, значи прво има 10, представата има 10 лика. Тоа е представата се одвива во еден период на транзиција во Русија, тоа е на една сиромаштија кој што ликовите живеат во беда, немаат основни средства за живот, немаат, што се вика, немаат и леб за јадење на вистина. И пак ти речам, на вистина беше тешко да се доловат сите тие карактери, сите тие ситуации на ликовите. Филип, која порака ја носеше самата представа? Пораката за представата е едноставна и лесна за разбирање и конкретно за публиката да го разбере многу лесно. Тоа што секој семејство треба да си има топол дом. Дека луѓето треба да имаат фамилија кои ќе бидат згрижени, дека ќе биде топло дома и се дека ќе биде окей. А у представата, кој што кажа Кире, деца побегнати од дом затоа што били измачувани во Советскиот сојуз за време на транзицијата, за време на сиромаштија, бараат место, го бараат топлиот дом. Гледачите веќе имаат прилика да погледнат и дел од представата, каде што вие нели бевте директни учесници во оваа представа. Веќе ве гледаме на сцената, дали ќе може Филип да ми кажеш која беше твојата улога, што ти глумеше во оваа представа? Јас во представата глумев монах.
монахот е побегнат од манастир, исто бара дом, исто бара негде да се згрижи, но на крајот од денот на представата тој дава утешение дека тие треба да зберуваат меѓу себе, не да крадат и да бидат честни луѓе. И навистина ми беше прилично тешко да глумам тие сериозна улога, а јас никогаш не глумам сериозна улога и тоа е промената што направим во гимназија, конечно направивме трагедија. И Ти беше ли тешко? Не ми беше тешко затоа што ако работите тоа што сакате, никогаш нема да биде тешко, тоа ќе биде како еден вид предизвик што сакате да го направите. И јас мислам дека го направив како што треба. Да, беше перфектно во секој случај. Стефан, да ми кажеш нешто повеќе за твојата улога? Па вака, Партал е сосема тешка улога. Партал исто така побегнат од дом, меѓутоа тој е више пуштен од дома затоа што има 18 години. И тој ги измачува малите, кои ги тера да просат за него. Работи матни бизниси кои што едноставно животот го натерале. Сите велат дека тој е злобен, дека е циничен, меѓутоа никој не ја знае она длабока суштина на Партал која јас морав да ја открием за да ја одиграм така улогата. Тоа е дека и Партал не знае каде се неговите родители. И Партал исто така бил измачуван во домот, тој издржал 18 години, не побегнал од домот. Бил измачуван, тоа се веќе кај него се јавуваат комплекси. Гледавме од представата изиграна од колеги аматери од Црна Гора, ми се чини, и од Босна. И гледавме тие представи, меѓутоа Партал секаде беше насилен. Секаде злобата изразуваа во викање, во тепање. Кај нас немаше такво нешто. Имаше можеби многу малку од тоа, многу мал процент. Повеќе се стремав да ја направам улогата да им станам одбивен на публиката. Повеќе сакав да изразам злоба со цинизам, со самата појава кога ќе застанам да едноставно да зрачи злоба. Иако тоа не сум јас, меѓутоа тоа Тешко ли е тоа да се одглуми? Па, како што кажа Филип, нешто што сакате да го работите, воопшто не е тешко, посебно со поддршка од сите колеги. Не ми беше тешко, меѓутоа сепак си бара тежина, си бара посветеност и тоа Сепак е треба тоа. да се одглуми нешто што не Да. сте вие во реалниот живот. Тоа е и тоа работата на глумците, доколку тоа не можам да си го прифатам како предизвик, воопшто не треба да размислувам. Точно така. Понатаму. Точно така. Кире, твојата улога која беше во представата? Мојата улога е ликот Фома. Тоа е едно од децата кои што се побегнати од домот. Тоа е едно 10-годишно дете кое што работи за Партал, односно проси доколку со неговиот брат близнак донесат малку пари, малку заработувачка, се измачувани, Партал ги тепа. Додека пак тие се приврзани за ликот на Вења кој што го игра Филип, многу се приврзани за него. Дури на крај представата завршува со Фома и со Вења. И тоа е еден лик кој што ја сака вистината, кој што ја сака љубовта, кој што ја сака грижата, сплотеноста во едно семејство. Конкретно тоа е еден добар лик, кој што навистина беше тешко да се одигра, затоа што и возраста е многу различна, јас сум 15 години, ликот е 10 години. Но сепак беше предизвик. Но сепак се долови, да, она што требаше. Дали беше тешко да се градат ликовите во оваа представа? Па како што и претходно кажав, ликовите се наоѓаат во едни многу посложени ситуации од колку што се наоѓаме ние. И самото тоа си носи и проблеми кои што треба да се доловат за да биде представата како што треба, за да добиеме одлична представа. Се надевам дека ние го направивме тоа одлично и публиката го оцени тоа. Аплаузот на крајот Да, од премиерата. задоволни беа во секој случај. Филип, кој се ви помагаше во оваа представа? Еве имам и шанса да ги поздравам професорите одговорни за нашата секција, односно драмска секција за наш школа. Слободанка Чичевска, актер во театар, кој ни беше исто како режија. И професорите по ликовно за сцената да ни ја направат. И професорот по музичко Стојанче, кој што ни е одбар прекрасната музика, класична музика за представата. Ни помагаа многу, прилично многу, посебно актерката Слободанка Чичевска, кој што интересно е да се работи со неа, секогаш сме у ритам, секогаш сме на сцена,
тоа што сакаме си го Таа ви правиме. го пренесува ли искуството што таа го има, пошто таа веќе долги години Да, е на да. сцената. Како е да се работи со незе? Апсолутно. Најинтересно е да се работи со неа затоа што имаше моменти каде што ќе не врати по 100 пати за да го сватиме и после кога ќе го направиме ни е сосема природно да го направите така, дека како ќе биде тоа у реалниот свет, го чувствувате така. И стварно е интересно да се доведете у таква ситуација, да ви бидете сосема природно, да бидете во самиот лик што го глумите. Иако беше напорно, иако сме необични аматери и сме од прва, втора година, битно си го направивме нашето што требаше. Да, Стефан, за тебе какво е ова искуство кое што ти го зимаш на некој начин од овие познати актери, пошто се знае дека во Велес има доста познати актери. Кое е тоа искуство што ти го добиваш од нив? Искуството е огромно. За гимназија можам да кажам, сите фотографии кои беа постирани беа со хаштаг Тим гимназија. Секогаш сакав тоа да го сменам, бидејќи ние бевме фамилија. Тоа беше фамилија. За една фамилија да функционира, треба позитивна енергија и треба секој да си го прави својот дел. Ние буквално секој што имаше свој дел си го работеше со максимално вложен труд и крајно професионално. Кога се е така не може да нема резултат. Ни помагаа многу луѓе покрај глумците, колегите што се поддржувавме меѓу себе, има многу луѓе кои што луѓето не ги гледаат, кои што се зад сцена, како што е Антонио Зографски, ученик исто во гимназијата. Но играат исто така и тие огромна улога, огромна индиректно. улога со светло, со ефекти. Меѓутоа никој не ги гледа, не излегуваат да се поклонат, а можам да кажам дека е 50% представата. Да, тоа исто така и во нашата работа. Да. Значи, ние секако нас не гледа телевизијата, не гледа публиката, но оние од позади кои што стојат исто така имаат голема улога. Еве поздрав и до моите колеги кои што моментално се од режија и кои што секојдневно, значи во утринските програми, не само во утринските, туку и во програмата на К1 телевизија на индиректен начин, значи се вршат професионално својата работа и тоа исто така и во глумата. Значи публиката не ги гледа, но секако тие се доста значајни. Сето ова кога ќе се сублимира, добиваме една добра представа. Што според тебе е она пресудно за да се направи една добра представа? Тоа што кажав, секој треба да си биде за својот дел професионален, да го најде својот лик. Значи, секогаш ја преферирам техниката на Станиславски, тоа е да го најдеш ликот и ако тој треба да плаче, тој да плаче, не ти. Така беше и во една сцена која што беше одиграна во представата, каде што Филип исто влезе во потполно во улогата. Исто и јас, каде што Партал го допираат на емоција. И едноставно, јас не сум тој, јас не можам да се расплачам на тоа што тој го зборува, Филип кога ми го зборува, меѓутоа Партал може, бидејќи Партал тоа го трогнува. И тоа е тоа, кога ќе влезеш во ликот, плаче тој, не ти. Кога сите ќе го постигнеме тоа, кога сите ќе бидат во ликот, кога Кире нема да биде Кире, ќе биде Фома, кога Филип нема да биде Филип, ќе биде Вења, тоа е тоа. Тогаш ќе се добие значајна представа. Така. Кажи ми, Кире, на каков прием најде представата од страна на публиката во салата Бели Мугри? Премиерата најде на одличен прием, значи имавме прекрасна публика. Имавме две изvedби на 19 ноември, првата беше од 12 часот, што тоа ги отворивме детските рацинови средби, и вечерта од 18 часот кога ни беше и официјалната премиера. И двете изvedби беа со полна сала, дури вечерта беше преполна салата, немаше место дури никаде да се стои. Имавме прекрасен аплауз и на отворена сцена и на крајот на представата, прекрасни овации од публиката. Публиката беше среќна, задоволна, насмеана и ние бевме исполнети со сето тоа, бидејќи кога ќе ја видиш публиката која насмеано аплаудира, нема посилно чувство и знаеш дека си направил одличен производ со тоа. Дали тој аплауз ви дава и поттик за понатамошни успеси? Па да, и за понатамошни успеси и за занимавање со актерството. Да. Дали оваа представа во иднина ќе има и повторна изведба? Дали гледачите ќе може повторно да ја гледаат? Па да, веќе утре представата ќе биде повторно изведена. Ќе може само да кажеш каде за сите оние гледачи кои што се заинтересирани да присуствуваат? Да, представата ќе биде повторно во Бели Мугри изведена од 13 часот.
Планираме и некои понатамошни изvedби, но ќе видиме како ќе стои сето тоа, нели се постигнува со договор, така да ќе видиме, зависи од слободното време, од термините на салата и со договор се може да се постигне. Да. Филип, ти веќе си 4-та година во гимназијата Кочо Рацин, веќе се занимаваш со актерство и си дел од драмската секција. Дали можеби на некој начин ова што сега ти си дел од оваа секција, на некој начин ти го насочува и патот за понатаму да се занимаваш со глумата и со актерството? Па, сите што идеме како тим од гимназија што одиме на драмска секција, сите имаме такви претензии и желба за да бидеме некогаш актери. Сега тоа е во Македонија е малце потешко да се достигне, но со напорна работа и веќе кога имаме професионален режисер, односно имаме актер во драмската секција што може да ни помогне, да ни укаже на грешките што ги правиме, тоа лесно може да се совлада. Лесно може да бидеме поспремни за тој приемен тест што треба да го направиме за да влеземе во ФДУ, да речеме. Друго што сакам да кажам е други кои ќе ве гледаат, тие што ги идеализирате, луѓе кои што се дел од театарот, кога ве гледаат и кои ќе ви честитаат на крајот од представата, тоа за мене е една од најголемата пофалба што може да се достигне и тоа ми дава мотивација за да продолжам понатаму. Иако сите сакаме да бидеме актери. Стефан, дали ти во иднина исто така ќе се занимаваш со актерството? А да, ми престануваат уште 2 години од средното училиште, меѓутоа мислам дека откако тргнав прво одделение, решив дека тоа е тоа. Значи ти веќе од мали носи знаеш Да. дека ќе се занимаваш со ова. Почнав по дома имитирајки, не ме сватија сериозно. Меѓутоа од 2009 па наваму сум редовно во проекти. А како ти се роди таа љубов за актерството? Па, не знам. Гледав многу македонски филмови, некои рекоа дека е наследно. Како е тоа сето, не знам. Едноставно љубов. Тоа е тоа. Од мал сватив, така да неизбежно е. Секако да, љубовта е најголема за да те води кон ова, не само кон ова, туку и во било која работа со која ќе се занимаваш. Тоа е најбитно, да ја Да. сакаш работата што ја работиш. Кире, дали ти во иднина би се занимавал со оваа професија? Па да, секако, како што кажа Филип, значи сите кои што членуваме во драмската секција, не членуваме туку така, туку членуваме со желба да станеме идни актери. Сакам да станам актер, бидејќи актерството е професијата која што најмногу ја сакам, која што ја работам со најмногу љубов и имам своја теза, би рекол, зашто се занимавам со актерството, тоа е затоа што само актерството ти дозволува да живееш повеќе животи наеднаш, бидејќи ти кога си на сцена не го живееш твојот личен живот, туку го живееш животот на ликот. И тоа е навистина тешко да се долови, но сепак тоа е пораката која што ме води и заради која што сакам да станам актер. А дали имаш некои актери идоли? Па да, започнувајќи со нашите велешки актери, од најстарите до најмладите, па актерите од Македонија, па и од целиот свет. Нормално имаме многу идоли кои што се стремиме да ги достигнеме и нив, па и доколку може и повеќе. Но сето тоа е, како што кажав претходно, сето тоа е начин кој што те води да ги достигнуваш тие успеси и едноставно да играш. Да. Филип, кажи ми дали во иднина подготвувате некоја друга представа каде што ќе учествувате? Па секогаш мислам дека можеме да издржиме 2 представи за цела година во гимназија, така да ја би радо би глумел па, иако завршувам, иако ќе имам обврски на крајот од годината, но сакаме да направиме уште една представа, ако тоа не биде возможно да биде од школото, од директорот за да може да не ослободи. Иако еден месец кога не бевме на школа имаше да притисоци зашто не идеме на школа и слично, но продуктот беше супер, така да тоа беше едноставно супер. Мислам дека сватија зашто не. Да, сватија зашто не бевме на школа. Оправдано беше. Оправдано. Така да мислам ако им кажеме дека уште еден месец ако ни треба за друга представа, дека Да не се лутат. Да, да не се лутат, ќе ни Да. дозволат. Да. Добро. И на крај кажи ми, Стефан, што ти би им препорачал на сите оние кои што не гледаат, на вашите врсници? Што би им посакал? Прво би им посакал да погледнат представата, оние што не ја погледнале, да сватат, да видиме што можат да сватат од прво гледање на представата, иако Филип кажа дека е многу лесна. Друго, значи,
Представата се работи дека многу деца има денеска такви како тие. Не се само овие 10 кои што ние ги играме, има многу кои што немаат каде да спијат, немаат каде да јадат, немаат можеби што да јадат, бидејќи сега времето е веќе отидено толку многу материјално и додека некој плаче за iPhone, друг плаче за парче леп. Значи, тоа што го имате, чувајте си го, бидете среќни за тоа што го имате, бидејќи некој нема ништо. Тоа е тоа. Јас ви посакувам да имате уште многу успеси, да имате успеси исто така и на школо, да имате успеси исто така и во актерството и се надевам дека еден ден ќе станете големи актери, ќе седите спроти мене како големи звезди. Ви благодарам уште еднаш. Ние сега, почитувани гледачи, во продолжение ќе погледнеме кај еден метео и веднаш потоа ќе погледнеме времеплов.